Го поканувам Ѓорѓи Танушев, Здрава Котлина, исто така имаме уште една пуста презентација, па потоа ги одвојуваме минутите за прашањата. Добар ден, јас сум Ѓорѓи Танушев, доаѓам од Струмица, доаѓам од Здрава Котлина и ги представувам сите здруженја кои што се наоѓаат во Струмица и моментално се поврзани со опорот против родниците во Југоистокот. Денес сакам да зборам на тема колку родниците како комплексна материја, мултидисциплинарна, влијаат на проблемите во Македонија или би може да влијаат во еднина, доколку некои од тие потенцијални родници се отвори, кои што и текако задираат во безбедноста на Македонија. Значи, новите родници што треба се отворат во Македонија се пред се од отворен коп. Нивното влијание би било слично, ако не и поголемо од постоечките родници во Македонија, кои што се мнозинство во еколошките 16 жечки точки. Ќе спомнам само Бучин од најголем ред, кој што и текако има влијание во загадување од повеќе аспекти. Значи, Бучин, например, годишно емитира 10.000 тони прашина во околината. И тоа купно. Замислете колку години по 10.000 тони. Тоа со прилика 330 шлепари во 30 тони прашина секоја година. Еколошко гледано, родниците отворен коп се многу слични по ефекти од најголем како загадувач од најголем калибар. Нивните ефекти се долготрајни, доколку останат во почвата, значи тешки метали, тие не се чистат со тек на време, него остануваат многу време таму. Преку воздухот се емитираат на големи површини, посебно со поланите честички. Ако знаеме дека прашина доаѓа од Сахара, 2.500 километри од овде, што останало за родниците кои што се веднаш до нас? Само за споредно. Доколку замислиме дека во Југоистокот се планираат да се отворат 14 металични рудници со металични суровини од отворен коп. На веќе постоечките 4, кои што само Бучиме со отворен коп, тоа подразбира дека би имале кумулативен ефект на целиот регион, кој што моментално ја храни Македонија. Ке спомнам само дека Југоисточниот регион по GDP е втор после Скопскиот регион. Тоа многу значи, бидејќи земјоделието и како е битно за Македонија и ќе биде битно во иднина. Ако имаме рудници во таков регион, ако отвориме такви рудници, ние ќе ги загрозиме луѓето кои што живеат таму, кои што имаат автохтона култура на живење на тој начин. Ќе вработиме 400 луѓе во рудниците, но без работа ќе останат 150.000. Ова е веќе и социјален проблем. Уште повеќе што ако тие рудници влијаат на здравјето на луѓето, значи им ги земаме бизнисите, им го земаме здравјето. Што значи тоа за на примерот ќе се гледа дека Бучин емитира колку заедно, колку Рекбитола, заедно со Осолмеј, значи сите индустријски капацитети
е еднакво како Бучина. Само еден рудник. Замислете 14 вакви рудници. Замислете Иловица која што треба да биде најголем во Југоисточна Европа. Замислете дека вакво нешто, доколку дозволиме, поради стратегиска грешка ќе изгубиме регионот, Југоисточниот регион, кој што има и каква погодна клима, морфологија за земјоделско производство. Што во иднина ќе се бара, пред се органско. Рудници би имале 21 година, тука е животниот век, но потоа би било проблем. Не би можело да ги пратиме назад. Во Америка скоро 1 милион луѓе се раселени од градовите, бидејќи не може да ги ремедиира. Имаат проблеми со тоа. Ако се види Говорите после. Само ставаме не знам за слухање па. Ali ono što se ima samoljubno. Океј, значи Da, rekao sam samoljubno, sedma ne završi работа. би сакал да спомнам дека Гостам труца овака машина. Иловица како капацитет треба да изгради највисоката брана во светот на хидројавловиште 296 метри. Такво нешто во светот не постои. Такво нешто го нема ниту Америка, ниту Кина, ниту Русија, никаде не постои такво нешто. Тоа би било прва брана највисока на хидројавловиште. Но тоа не би било чудно доколку не се наоѓа на 700 метри од првите куќи на Иловица штука кој што има 2000 жители. 700 метри, а 500 метри надморска висина над нив. Уште повеќе што на тоа место, на 40 км од тоа место, се има случајно најсилниот земјотрес во континентална Европа во 1904 година во Кресна 7,6 Рихтер. Ваква експериментална брана на таква локација на толку густо населено подречје представува страшен ризик. Нашите симулации покажуваат дека во случај на хаварија, како што имаше во Бразил во февруари, во јануари, извини, во тој случај за 5 минути би загинале 2000 луѓе минимум. Минимум за 5 минути, бидејќи водата, јаловината ако се спушти од тоа брдо надолу, за 5 минути стига до првите две села, за 15 минути стига до 7-8 села во Струмичка. И потоа се прелева назад, оди во Бугарија, се до Егејско море. На целиот тој пат, се што има ќе загади. И тоа ќе загади со голем капацитет, за тоа што таму има 174 милиони кубни метри јаловина. Во Бразил катастрофите беа со 12 милиони. Може да се мислите колку е голема таа разлика. Уште повеќе што се наоѓа на вакво ризично подрачје. Во тој случај би било страшно, бидејќи јас не знам механизам како да се евакуира народ толку краток период од таква стихија. Уште повеќе што треба да плаќаме репарации на сусетните држави, што ќе им кажем, извинете сега, ние направивме беља, тоа е тоа. Значи, ова е и такако регионална загрозување на сите што живеат во тој регион. И ова прашање да служи одговор. Би кажал дека на изглед ова поле таму и не е големо, но всушност таму живеат многу луѓе, таму живеат, ефектот би бил на 150.000 луѓе, директно и индиректно. Тие што би преживеале, би мора да се исселат, дури и да нема катастрофа, никој не сака да купува од контаминиран регион било што. Замислете јаболко од Чернобил, нема шанси да е некаде.
ефектите би траеле и 50 години после затварањето на рудникот, така да тоа се долготрајни последици, тоа се од нивните студии. Чисто за пример, значи браната што беше во Бразил истече 50 милиони кубни метри, Ивовица има 147 милиони. Ивовица е 3 пати повисока и тие 600 километри ќе бидат ништа за нашата брана. Окей. Тоа е тоа. Благодарим. Благодариме.